Над 2000 луѓе во Драч ја минаа нивната втора ноќ во шатори, откако им беа уништени домовите од силниот земјотрес во вторникот. Фудбалскиот стадион во Драч е претворен во камп за луѓето кои останаа без нивните домови. Нивниот број постојано се зголемува. За голем дел од преживеаните во земјотресот нема место во шаторите, па тие решија да минат ноќта во своите автомобили. Тие чекаат да бидат подигнати повеќе шатори за да можат да се преселат. Обезбедена им е храна и вода, но проблем им е студеното време. Стотици потреси го следа земјотресот со сила од 6,4 степени, што ги погоди крај брежните градови на Албанија во вторникот, при што до средата биле извлечени тела на над 30 загинати. Повредени се околу 700 луѓе. Силен земјотрес во средата попладне го потреси Тумане, во момент кога косовскиот председател Хашим Тачи им се обраќаше на медиумите при неговата посета на уништениот град. 63 годишната Мерија Мехија од Драч вели дека не сака да се врати во својот дом. Shkoj, për çfarë shkoj tash jetë? Kam frikë pra themi një të sipër dhe zbret. Sa mora ilaç, zbrita poshtë me vrap se kisha frikë. Zbrita poshtë fillon në fundit, sa hypa sipër të hajen çik buk, zbrita me vrap poshtë. Нетилда Ката, мајка на 6-месечно бебе, пак вели. Me fëmijë. Претходно, албанскиот премиер Еди Рама им вети на сите кои останаа без домови дека ќе бидат преселени во блиските хотели. Ata që e kanë shtëpinë pavanushe do t'i çojmë në hotel si zotni. Dakor? Por do të rosh pa. Dakor? Во меѓувреме операциите за спасување продолжуваат, бидејќи властите очекуваат да најдат повеќе загинати под урнатините во стамбените блокови. Екипи од неколку земји се приклучија во спасувањето. Еден неименуван локален спасувач вели. Qenë një grup turq, kanë qenë italian, Maqedonas, ishin nga Zvicra që sollën 4 qenë që bën kërkimin për të verifikuar që a mund të kishte të mbledhur. Албанската влада во средата прогласи вонена состојба во главниот град Тирана и во вториот поголемиот град во земјата Драч.